Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Пулт на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник на политичката емисија која ќе ја следите на оваа фреквенција. Штрек на наставници во Центарско основно училиште, скандалозни суми на месечни плати за функционери во општина Центар, обвинувања за партизација на општинската администрација. Ваква е денес состојбата во општината која во април 2013 ја презема Андре Жарновски. Има ли капитални проекти или партиски манипулации? На оваа тема ќе разговарам со советникот во општината Центар Томислав Лазаров. Останете на Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија, слушате емисијата Пулт. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин Томислав Лазаров од општина Центар. Советник сте, господин Лазаров, добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Добре најдов и добар ден, поздрав до сите слушатели на Радио Слободна Македонија и вашата емисија. Оно што беше актуелно во изминатата седмица беа превирањето околу платата на првиот човек на Паркинзи Центар. Вие и лично и како советничка група добивте побарана е ваша кривична одговорност затоа што во јавност излезе еден документ кој што покажува дека првиот човек на Паркинзи Центар заработува 2000 евра месечна плата. Можете ли околу овој случај да ни образложите за што точно станува збор? Вака, најнапред документот кој што го објавивме, значи не содржи никакви лични податоци од типот матичен број на трансакцијска сметка и нешто слично. Значи само тоа е еден документ каде што се евидентираат сите лични доходи, односно додатоци по основ на личен доход, кој што јасно и прецизно ја покажува сумата која што за месец 7 2015 година ја има добиено директорот на Паркинзи на општина Центар. И при тоа го објавивме и другиот документ каде што и неговиот заменик исто така има несватливо голема сума примено по основ на лични примања, а тоа е негде 1500 евра, поточно 90.000 денари. Неразумен потек кој што искрено морам да признам и нас како партија, како советничка група не изненади и токму поради тоа сакавме јавноста да запознаеме, затоа што постојано изминативе веќе 2,5 години од кога е дојдена оваа гарнитура на власт во општина Центар, постојано се кажува дека се нема средства за одредени проекти, дека буџетот е празен, на сметка на дека претходниот состав гостел буџетот празен, а за да сега видиме, односно добиеме документ со кој што се потврдува дека и како има средства во општина Центар, кога може на лично име да се префрлат токави суми, што останува оние поголемите работи каде што се изведба на паркови, на улици, на разноразни спонзорства, бидејќи знаеме дека предпријатието и е спонзор и на Кошаркарскиот клуб работнички, и овој документ фрла огромен сомнеш на самото работење и дали тие средства се строго наменски наменети, односно за тоа што и се заведени дека се префрлени. Значи оваа сума која што може многу лесно да ја докаже директорот на Паркинзи Центар со само еден обичен лист, а тоа е изводот од трансакцијската сметка за месец јули, доколку покаже друга сума, ние јавно ќе се извиниме, ќе повлечеме секакви тужби, жалби и ако треба ќе понесеме одговорност, се со цел на јавноста да им се расчисти дали е вистина или е невистина документот за плата. Имало ли претходно волку високи примања на овие функции? Зашто се чини дека за една позиција директор на Паркинзи Центар не би можело да биде тоа најскапо платениот функционер во државата? Апсолутно немало, а верувам нема ни да има, значи не само на локално ниво, нема таква сума на директор и на централно ниво. Може да има на одредени менеджерски компании, телекомуникацијски или од тој тип компании високи суми на примања, меѓутоа на едно јавно предпријатие, особено од локален карактер, значи напоминам особено, е апсолутно неразумно да има такава сума. А искрено и самата функција која што ја обавува не е од токава тежина за да се
добива такав личен Или пак од доход. висок ризик на функционирање. Точно, или пак од висок ризик. Јас можам да кажам дека минатиот состав на кој што го раководеше ова јавно предпријатие, не дека можеби до 3 пати помала плата има добивано во однос на актуелниот директор. Мој впечаток е дека функционерите кога стапуваат на јавна функција треба да бидат исклучително транспарентни, особено во поглед на своите лични примања, затоа што сепак се работи за пари кои што се пари од граѓаните, од нивните даноци кои што ги плаќаат во општина Центар, и ме изненади искрено да ви кажам најавата за барање кривична одговорност поради јавното обелоденување на висината на приходите. Значи, сите ние кои што сме јавни функционери, именувани функции кои што имаме, пред да стапиме на таа функција или на таа позиција, треба да бидеме свесни дека ние сме буквално соголени пред јавноста. Така треба да биде од почетокот до самиот крај. Значи, и законската обврска кажува дека треба да бидат објавени сите лични примања, целиот имот кој што го поседува дотичниот функционер, така да апсолутно нема никаков основ за никаква пријава, а не па најмалку за кривична. Меѓутоа тоа е стил на Социјалдемократскиот сојуз, каде што секогаш кога ќе се најдат во тесно, они излегуваат со прес и мафтаат со некакви кривични пријави. Сепак во државата има институции кои што решаваат по основ на тие жалби, не може да си дозволи било кој и по било кој основ да поднесе кривична пријава. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Во Пулт разговарам со Томислав Лазаров. Господин Лазаров, оно што изминативе денови беше актуелно, беше штрајкот на наставниците во основното училиште 11 октомври и целиот оној хаос со изборот на директор, промената на актуелната директорка, од вчера веќе официјално нов раководител на ова училиште. Како дојде до оваа ситуација наставниците во основно училиште кое што е општинско училиште во најбогатата општина во Република Македонија да останат без плата и да завладе еден тотален хаос? Значи, проблемот со основното училиште 11 октомври датира многу порано, значи не е тоа актуелен проблем. Со самото доваѓање на оваа власт во општина Центар започна и проблемите во дотичното училиште. Значи, најпрво, кога дојде Жарновски за градоначалник, првото што го направи после, не знам, месец дена го разреши тогашниот вршител на должност во тоа училиште и именува свој. Подоцна за некој месец најверојатно настана одредени проблеми внатре во нивната коалиција и почна да се именуваат повеќе личности за вршители на должност. Така да се случи еден период од 15 дена каде што лично Жарновски има подпишано преку 20 решенија за именување и разрешување на директор, за да после не знам колку време конечно се одлучат за еден од нив и тоа да биде последно решение. За целиот овој период училиштето беше доведено во вочена состојба, можам да кажам, каде што не можеше да се распише објава за издавање на кујната, така да децата не можеа да добиваат храна во самото училиште, не можеше да се плаќаат сметки за тековно одржување, не можеше да се прави било каква санација во самото училиште, воедно и тогаш не можеше да се добиваат наставниците не можеа да го добијат својот личен доход. Во меѓувреме училишниот одбор, кој што морам да напоменам е единствено раководно тело во самото училиште, носи одлука за распишување оглас за именување на директор, кое што решение го потпишува и самиот Жарновски. По законски по една законска постапка се избира два предлога од страна на училишниот одбор и се му доставуваат на градоначалникот еден од нив да го избере. Меѓутоа, веројатно и двата предлога тогаш не се по волја на градоначалникот и после поминување на 15 дена законски рок, таа обврска ја презема Министерството за образование и тогашниот ресорен министер именува еден од двата предложени кандидата. Тогаш настанува дефинитивниот атак на општината врз самото училиште и се со цел да не се признае одлуката на Министерството за образование, која што пак ќе напоменам дека е целосно законска според сите оние законски прописи и Законот за основно образование.
Во меѓувреме не се префрла доволно средства за одржување на хигиената во училиштето. Не се санираат одредени штети, водоводна мрежа, електромрежа и ред други работи. Не се префрла доволно средства за плаќање на теконите трошкови, се со цел само да се докаже дека актуелната директорка е неспособна и некомпетентна пред се да го води училиштето. Меѓутоа и покрај тоа, именуваната директорка успешно се справува со сите овие проблеми, се до оној момент кога повторно се случува една нејасна работа, тоа да една ситуација која што е во Македонија во време на вирус, да ја преименува дека тоа поради причина која што настанала од самото училиште, не знам, истекување на фекална канализација, мешање на вода за пиење и вода за санитарна вода, што е апсолутно неточно, бидејќи излегува сите можни релевантни институции во државата, од Центарот за јавно здравство, од водовод и канализација, од Агенцијата за храна и ветеринарство, сите зема узорци, примероци и од површината, и од воздухот, и од храната, и од сите предмети. Буквално не беше најдено ниту една единствена бактерија која што можеше да го посочи проблемот дека е во училиштето. Но користејќи оваа ситуација, градоначалникот подпишува решение за разрешување, бидејќи сето тоа се случило поради негрижа на директорката. И доколку е навистина така, сепак законската постапка кажува дека училишниот одбор треба да даде предлог до градоначалникот, кој што за да преземе одредени санкции, кој што понатаму носи одредени решенија. Но градоначалникот се става над сите институции, на сите управни тела во училиштето и си носи свое решение. И за изненадување го носи решението за вршител на должност истото она лице кое што пред само една година можеше да го именува според цела законска постапка. А кој тогаш проценил дека е некомпетентна за таа функција. А тогаш он проценува дека е некомпетентен, меѓутоа после една година од себе свој причини оценува дека сепак тоа лице треба да биде вршител на должност на директор во самото училиште. Беа драматични оние снимки кога една голема група на луѓе влегува во канцеларијата на директорката, новиот директор кој што сега претпоставам го предводи училиштето, буквално со навредливи извици кон неа се обраќа, тука имаше телевизиски камери, некако како да не доликуваше на една дебата или на еден процес кој што би требало да се одвива во правна постапка. Значи, жалосно е за било кое училиште во држава, особено за Центарско училиште кое што има една голема историја и пред се училиште кое е признато и докажато за својата успешност по основ на награди, по основ на одредени работи кои што во минатото се случувале во тоа училиште. Меѓутоа, така наречени загрижени родители направија една драма, иницира една драма која што несватлива беше за сите, притоа тука беа повикани медиуми за да да биде сето тоа позвучно и поинтересно за гледање, подраматично пред се. За да докажа дека сепак вината е кај директорката и она сама треба да ја напушти функцијата, меѓутоа за среќа разумот надвладеа пред се кај самата директорка, кај што успеа да најде начин да ја смири целата ситуација, да им објасни на сите родители, не на така наречените загрижени 4 или 5 кои што најодговорно тврдам дека се активисти на Социјалдемократскиот сојуз. Значи да им објасни на сите родители пред се на одборот на родители во самото училиште дека се работи за обичен вирус, дека не е предизвикан од било какво, не знам, труење или истекување на фекални води. Во моментов повторно градоначалник носи ново решение за разрешување на именуваната директорка, каде што истото лице кое што беше за вршител на должност сега го именува
значи за директор на Тоа од вчера, училиште. тоа е Тоа од најновата вчера, информација. Ќе има ли сега плата за наставниците? Вака, Ќе значи се надмине ли тој проблем? платата е подпишана, односно налозите, списоците за плата се подпишани уште од актуелната директорка уште пред 2 недели. Меѓутоа, поради и наетењето на Жерновски, кој што не сака да го проследи документот до Министерството за финансии, поточно до Министерството за образование, се случува близу 600 лица кои што се вработени во основните училишта во центар да не го добијат личниот доход. И се со цел да се докаже дека одредено лице работи неспособно и не е соодветно, поточно некомпетентно. Значи, неразумно максимално. Утро, пладне или ноќ. Твој пријател во секој дел од денот. Радио Слободна Македонија. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Назад сме во Пулт на Радио Слободна Македонија. Разговарам со Томислав Лазаров, ги разгледуваме проблемите со кои што општина Центар во изминатиот период се соочи. Говоревме за енормно високите плати во Паркинзин општина Центар, за што точно се трошат парите од буџетот за кој што се тврди дека бил испразнат и дека тоа е причината за недостатокот на капитални проекти. Говоревме за проблемите во Основното училиште 11 октомври. Ајде околу капиталните проекти, што беше направено од 2013 кога Жерновски ја презема општината до денес? Значи, многу малку може да збориме на таа тема за жал, иако имаше услови и можности многу повеќе да направи од тоа што до сега е направено. Освен едниот капитален објект, градинката Кочо Рацин, која што мора да кажам, целата таа работа трна од претходниот состав и претходниот градоначалник, каде што се донесе одлука за се изгради нова градинка, каде што се одобрија и средства за истата, каде што се почна целата постапка, дури се направи идејно решение како ќе изгледа новата градинка. Но како и да е, имаме доблест да кажеме, да поздравиме изградбата на новата градинка, која што е навистина изградена според сите стандарди, но тука ќе завршиме и со сето на што можеме да збориме во однос на капитални објекти. Имаше шанса градоначалникот барем да отпочне постапката за изградба на основно општинско основно училиште во Капиште, кое што во самата негова кампања за време на локалните избори истакна дека првото нешто што ќе отпочне да го прави ќе биде основното училиште, но кажа, 2,5 години поминати, буквално не е ништо освен некакви преписки, дописки, каде што тврди дека земјиштето не било во владение, не знам, Министерство за образование не дало одредена договор. Најодговорно тврдам дека не се работи како што треба и постапката не се води според сите оние законски прописи, затоа е се уште на почетна фаза, односно фаза 0. Останатите проекти во однос на одредени улици, станации, дупки, веруете, за една општина како Центар, која што има најголем буџет во државата, да кажете дека вие сте направиле една улица како што е Боемска од некои 20-30 метри, тоа да би биде најголемиот проект за вашето работење, мислам дека е малку смешно, значи да не беше смешно, ќе беше трагично, затоа што сметаме има многу повеќе услови да се направи во општина Центар, многу повеќе улици, многу повеќе паркови, многу повеќе фасади да се обноват во општина Центар во однос на тоа што е до сега направено, но кажа веројатно средствата се трошат недомаќински пред се и ненаменски, како што се одвојувањето за платите на администрацијата во општина Центар, која што во овој момент ќе кажам е зголемена во однос на претходното раководство за можеби 40 до 50% од тоа што била. А јас верувам дека обемот на работа не е зголемен за да мора до толку да се зголеми. Но се партизира ли општинската дефинитивно
На почетокот можеби некако му држеше одговорот на господин Жерновски дека му е потребен тим за да работи. Дека 15 до 20 луѓе се потребни за да он да работи, бидејќи општината претходно 12 години била раководена од друга политичка структура и дека него му е потребно добро, окей, кажаме, нема проблем, 20 луѓе. Меѓутоа таа бројка не остана 20, значи не дека е зголемена сигурно за уште двојно повеќе, без, кажав, паркинзи на општина Центар, збориме само за администрација во општина Центар, каде што при тоа единствениот услов за вработување е роднинско-партиските релации со Социјалдемократскиот сојуз или со Либерално-демократската партија. Значи се запослуваат бивши советници во општина Центар од страна СДСМ, нивни роднини, блиски луѓе до СДСМ, новинари кои што ја поддржувале политиката и биле гласноговорници на Социјалдемократскиот сојуз. Значи не се гледа ни стручноста, ни компетентноста, него едноставно само партиско-роднинската релација. Иронично е малку кога говориме за партизација на администрацијата, што Социјалдемократскиот сојуз секогаш нели обвинува дека ВМРО ДПМН врши партизација на јавната администрација, а на локално ниво, наму каде што имаат своји градоначалници, се случува токму еден ваков процес и тоа баш со примери кои што се јасни и повеќе од чиста е сликата дека се работи за лица кои што се во роднински врски со високи партиски функционери. Да, значи ако има нешто добро во однос на лошото работење на господинот Жерновски е тоа што народот има прилика да види како една единствена општина се води од страна на Социјалдемократскиот сојуз во однос на доколку утре би дошле на власт на ниво на цела Македонија. Значи, ако една единствена општина во државата ја зголемат за двојно администрацијата, трошковите, платите да бидат енормно високи на одредени лица кои што се нели заслужни за самата партија, што останува утре ден доколку дојде. Не мора ние да збориме, зборат конкретните чекори што си ги преземаат самите они, а народот е тој кој што ќе суди дали треба да им се даде централната власт или сепак да се продолжи по истиот пат како и досега. Жерновски актуализираше една тема, тоа е новата зграда на седиштето на ВМРО ДПМН. Сега се заканува со рушење на терасата на партискиот штаб на владеачката партија, доколку партијата тоа сама не го стори во следните 30 дена. Што ќе се прави во поглед на ова прашање? Па видете, тоа е чисто политиканство. ВМРО ДПМН по повеќе наврати излезе со соопштение и на јавноста им собрати дека целокупната законска регулатива е запазена во однос на самата изградба и пред се била максимално транспарентна. Значи, сето ова што се обидува Жерновски и општина Центар да го прикаже на јавноста дека се работи за нелегален објект, дека треба да се струши, тоа е чисто политички реваншизам, кој што се надевам дека ќе успее разумот да навладе ке тие луѓе и нема да дозволат одредени компликации, одредени несакани последици, одредени инциденти, затоа што видовме дека они се спремни буквално на се. Но во конкретниот случај се надевам дека и имам верба во тоа дека ќе навладе разумот кај тие луѓе. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Финални прашања за Томислав Лазаров од општина Центар. Што е приоритет за советничката група на ВМРО ДПМН во периодот кој што следува? Па ние остануваме на истите оние патеки кои што ги имавме зацртани уште пред самите избори, односно да бидеме секојдневно меѓу граѓаните и да ги слушаме сите оние проблеми кои што ги засегаат, како би можели би се обиделе сето тоа да го предложиме на раководните структури во општина Центар за да тие проблеми бидат решени. Во периодот што следи треба да биде ставен на дневен ред насар буџетот за 2016, подоцна и да се изгласа главниот буџет, кај што ние ќе се обидеме со повеќе амандмански предлози да направиме промена на распределбата на средствата кои што се планираат.
да се надеваме дека ќе бидат уважени тие амандмани, бидејќи пред се ќе бидат добиени од самите граѓани. Значи нема тоа да бидат некои наши лични желби или партиски желби, дека тие желби ќе бидат од потребите, ќе бидат произлезени од потребите на граѓаните, бидејќи ќе бидат и собрани од самите граѓани, поточно од нашата работа на терен. Томислав Лазаров, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Благодарам и јас на поканата. Почитувани слушатели, одиме со уште една музичка пауза, па се враќаме со куса анализа пред да го заокружиме ова издание на пулт на Радио Слободна Македонија. Пулт настани на неделата. Новата власт со закон треба да го забрани учеството на ВМРО-ДПМН на следните локални, парламентарни и председателски избори. Досегашната узурпација на изборните процеси и подкопувањето на демократските темели на политичкиот систем ја наметнува потребата ВМРО-ДПМН да биде отстранета од политичкиот живот за одреден период. Ово извадок од вчерашното соопштение на НСДП на Тито Петковски, испратено до сите медиуми, со право го заслужува признанието најискрено партиско соопштение во 2015 година. Ова како намера на опозицијата беше јасно за политичките аналитичари уште на самиот старт на преговорите за предвремените парламентарни избори во април 2016. Особено е јасно дека тоа е единствената надеж за опозицијската СДСМ по минато неделната анкета на ИРИ, која покажа двојно повисок рейтинг на ВМРО-ДПМН пред СДСМ и 2,5 пати повисок личен рейтинг на премиерот Груевски пред лидерот на СДСМ Зоран Заев. Во меѓувреме во клубот на претениците течат преговорите за спроведувањето на Пржинскиот договор. Се преговара за реформа на медиумскиот сектор. Првиот рок за постигнување на договор за решавање на проблемите во медиумската сфера беше пробиен, а денеска е новиот поставен рок 27 ноември. Според досега непостигнатите договори за отворените прашања, тешко е да се верува дека и денеска представниците на 4 најголеми политички партии и подписнички на договорот од Пржино ќе успеат да постигнат договор околу законот за медиуми, Македонската радиотелевизија, Македонската информативна агенција и Агенцијата за медиуми. За вчера договорениот состанок на работната група беше одложен по барање на посредникот Питер Ван Хојте, кој информираше дека продолжува со поединечни средби со представниците на политичките партии. Тема на оваа рунда разговори се измените на законот за медиуми, кадровските решенија во Агенцијата за медиуми, Државната агенција МИА и Македонската радиотелевизија. Се претпоставува дека денеска ќе се одржи состанок на работната група во клубот на претениците во Скопје. Посредникот Питер Ван Хојте, оптимисти, вели дека денеска ќе може да се најде решение и дека измените во законот брзо ќе се најдат во собраниска процедура. Проблемите во медиумите беа дел од извештајот за напредокот на Македонија, за кој дел од медиумските организации оценија дека беше едностранни и дека не ги регистрираше оние проблеми и притисоци врз медиумите и врз новинарите, кои во изминатиот период ги правеше опозицијската СДСМ. Сдруженијето на новинарите вчера одржа и протест по кој председателот на ова сдружение посочи дека се сомнева во намерата и на двете најголеми политички партии, односно 4 најголеми политички партии, во нивната намера за обезбедување на слободни медиуми и медиуми кои во периодот кој следи ќе можат објективно да ја извршуваат својата улога во пресрет на предизвикот кој следува, тоа се предвремените парламентарни избори во 2016. Но оваа тема можам да најавам повеќе и за следното издание на Пулт, кога веќе ќе биде познато најверојатно доколку дојде до договор помеѓу партиите, какви решенија за медиумската сфера ќе бидат договорени и на каков начин договорот помеѓу политичарите ќе може да влие позитивно врз слободата на медиумите во Република Македонија. Со ова се одјавувам во ова издание на Пулт, ве оставам во добро расположение. Се надевам дека врнежливото време нема да штети на вашето расположение, за да имате добар ден. Тука е Радио Слободна Македонија. Останете на оваа фреквенција. Слушавте Пулт на Радио Слободна Македонија. Уредник и водител Славица Арсова, 27 ноември 2015 година. Продукција Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и пријатен ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.